Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно заедничко поплавне, ден 2 пред викенд, но еве што следува за денес. Кои вежби се ефикасни за да дојдете до вашите посакувани резултати, кој е режимот на исхрана, чучнувањата колку пати неделно треба да ги правите? Одговор на сите мои прашања ќе ни ги одговори Габи Зафирова, кој што поминовме едно убави минути, зборувавме за фит изгледот, како таа се снаоѓа со нејзините приватни обврски и што ни открива за камерата на Mnet. Во продолжение да го проследиме разговорот. Здраво, драги мои, добре дојдовте во уште една лајв дружба. Денес сум со прекрасно друштво, станува збор за Габи Зафирова, сопруга на Тоше Зафиров, но денеска решивме само женско друштво без Тоше. Габи ќе ни открие многу совети во врска со фит изгледот, што и како треба да се храните и како да дојдете до вашите посакувани резултати. Габи, здраво, и ептен ми е мило што денес си во мојата лајв дружба. Ти благодарам за одвоеното време и се надевам дека овие неколку минути убаво ќе се помуабетиме. Најпрво здраво, благодарност на тебе за поканата да гостувам во твојата емисија и поздрав до сите гледачи. Ти благодарам. Габи, зошто се одлучи токму за оваа професија? Што беше она пресудно кое што реши да се занимаваш подлабоко во оваа професија? Така. Па сите тие чести патувања, дружби со луѓе, со народ и некако ме привлече сето тоа, сакав да пробам, да видам и дали можам, или сепак тоа се тренинзи, пазење на исхрана, одрекување од многу работи и така го има веќе првиот натпревар во 2014 година, ми беше сето тоа убаво и продолжив до ден денес активно да се занимавам со овој спорт и Така. ќе видиме, надевам и понатаму. Да, со Господ напред само до подобри резултати. Веќе кога ги спомнати твоите надпреварувања, ајде кажи ни некој убав спомен. Какво е чувството кога ќе добиеш некоја награда? Да. Знаејќи нели низ што си поминал, како што и самата кажете, одрекнување од некои продукти. Па така, со оглед на тоа што јас сум нели сепак мајка, вработена жена по 8 часа на работа, дома со домашни обврски, деца, приготвување на храна, имаме и 4 кучиња и сето тоа одзема многу време и внимание, нели, околу домашните услови. Така да секој надпревар на свој начин ми е убав, нели. Тоа се искуства, запознавање на нови пријателства и самото тоа што нели веќе се приготвуваш и кога одиш на тој надпревар, секој на свој начин е спремен. Меѓутоа, на бина, самите студии, кога веќе одат тие споредувања, одлучуваат нијанси на која девојка е подобра. Меѓутоа, самото тоа, кога влегуваш во тие топ 10, чувството е преубаво. Меѓутоа, кога веќе ќе ти издвојат во топ 5, ете тука возбуда, емоции, очекуваш нели кое место си и сето тоа и не би можела поединечно да издвојам нели некој, меѓутоа секој на свој начин е посебен. Така. Може ли, Габи, да ни откриеш, вие со Тоша заедно се спремате за еден голем надпревар кој што се одржи, ако не се лажам, во декември. Како одат подготовките, колку е тешко, кој е начинот на исхрана, какво е вашето меню, на што треба да внимавате? Така, ние веќе од лани, поточно можам да кажам од новата година па навака, активно, значи вежбаме, тренираме, пазиме секојдневно на исхраната и се спремаме за Мистер Олимпија Аматер, кој што се одржува во Лас Вегас, Америка. Требаше да биде во септември, меѓутоа со ситуацијата сега е одложен за во декември, па се надеваме со Господ напред да стигнеме прево, нели, сепак тоа би било едно убаво искуство, би биле и првите македонци кои што би се надпреварувале на еден таков надпревар во Америка и се надеваме на добар пласман, дај Боже, и на убава дружба пред се.
Да, дај Боже, ние стискаме палци, па здравје кога ќе се вратите, вака убаво да помуабетиме и да ги кажете вашите импресии од таму. Габи, кога станува збор нели за фит, изгледот колку пати неделно треба да се вежба и колку сериите за време на вежбањето треба да пробаме? Па така, се зависи од планот нели на тренингот што го имаме и дали клиентот ни е почетник. Например, на клиент почетник се даваат вежби со минимални тежини, со текчиња, значи една вежба поголема мускулна партија со помали вежби, а, вежби на машини се дава да се пробаат нели и така, меѓутоа доколку клиентот е понапреден, со понапредни вежби, оде тренингот, поголеми килажи и со поголема издржливост, нели нормално тој клиент дава. Така. Добро. Како да дојдеме до посакуваните резултати? Знаеме дека може сето тоа нели да биде и напорно, одрекување од некои продукти, кога станува збор за исхраната, што е она кое што треба да не бодри за да дојдеме до онаа посакувана цел која што секојаш си ја замислуваме, бидејќи ние знаеме нели кога почнеме да вежбаме, ние сакаме одма да имаме нели убаво тело, да ги добиеме веднаш посакуваните резултати. Од што зависи сето тоа? Така, најчесто кога некој ќе дојде и почнува да вежба и знае да каже: "Ама јас не сакам толку така како тебе." И знаем да кажем и не може одма нели така да се стане. Да, да. Така да, значи треба исхраната сепак да биде правилна исхрана да има во комбинација со вежбите. Значи фактички тоа е клуч за успехот. Значи Така. 100% храна, 100% тренинг. Обродите треба да ни бидат редовни, 5 до 6 распоредени правилно во текот на денот и да не пропуштаме оброк. Така, овде игра улога и водата, така? Значи да, треба да се внесуваат доста протеини, јаглехидрати, витамини и минерали и здрави масти и доста течност и вода. Така. Благото и соленото? Како? Благо соленото Малку. малку Може. замена благо, значи солено дајте. Меѓутоа има доста работи за замена за благо кои што можеме и да се ги направиме, така да не е проблем. Добро. Само да А, карактер и да не да, чепкаш со такви работи, ако да, сакаш да. резултати. Значи мора даистрпиме за да дојдеме нели како што кажавме до нашите посакувани резултати, па зошто да не еве како што кажа и самата ти, значи може малку да си го дозволиме тоа задоволство. Знаете како, и најчесто некогаш не ете, например на работа кога колешки се собираат и да јадат нешто, купуваат и знаат да кажат земи или одедно, нели, нема ништо да ти биде. Нема, меѓутоа денес едно, утре едно, третен, значи тука карактерот веќе не е тоа, така да ако имаш некоја цел и некоја визија, значи нема. Што ти е кажано, што треба да јадеш, тоа внесуваш и ни плюс ни минус. Да, да, да. Еве ти барем издржа. Значи веќе знаеш што и како треба да правиш, како што кажавме треба добра волја и сила, нели? Така, така, упорно само. Имаш Така. некоја цел да се водиш. Да. Габи, неколку ефикасни вежби за зврстување на задник, затоа што ние знаеме нели дека како што кажав јас сакаме да имаме резултати, сакаме да имаме убаво тело. Знаеме дека овде ќе се надоврзам на оваа прашања дека се и чучнувањата кои што заземаат нели пак поголеми резултати и можеме нели да ги вежбаме. Колку пати во неделата може да ги вежбаме? Дали има некаков проблем ако на пример секоја серија ни зависи од тие чучнувања? Така, значи, чучњевите се едни од вежбите кои што го зајакнуваат задникот и носете, така да кога вежбаме чучњеви треба секогаш да внимаваме, значи телото да не е правилно поставено, грбот, нозете, за да не дојде до несакани последици. Така да Така. има видови на чучњеви, значи широк, тесен чучањ, има чучњеви кои што се изведуваат со минимална тежина, со повеќе тежина. Знаеме дека доколку килажата е поголема, толку ефектот на чучењето е подобар. Чучњевите може да ги изведуваме
на машина, кој што таа ни помага да стабилно, нели, да ни биде телото и со тежини кои што ние сами си ги балансираме, си ја балансираме силата. Со чучња, значи, се активира грбот, стомакот, полковите, нозете, задникот, и тие се најефикасни вежби за затегнување на задник и нос. Добро, значи тие мене ми се омилени, значи можам да се ги правам во сериите. Може да ги правиш да бидат правилно изведени, да не дојде до повреди и колку пати. Например, јас вежбам 2 пати неделно, ги вежбам. Со колку повторувања си може, и 10 и 15, значи до пред 2 месеци имавме тренинг, значи програмот на тренинг ми беше, имавме чучњеви, например, јас почнував со килажа минимална, која што, нели, можем да за почеток да ја издржам, со 50 повторувања во една серија, потоа одевме, зголемувавме килажа, па 40, 30, 20 и 10. Пример, доста напорно е и стварно треба и доста сила и енергија и позитивно за да можеш тоа да го издржиш, нели? Меѓутоа има и чучњеви кај што се става голема килажа, кај што например со максимална тежина и со максимални 5 повторувања кои што можеш да се издржиш. Така да нема некои правила кои што треба да се придржуваш, дали 5, дали 10, 15 повторувања. Така. Знаеш дека јас со задоволство ги слушам твоите совети и сум презадоволна, ти благодарам за тоа. Бидејќи убаво е вака кога човек те слуша, можеш да ни кажеш се што нам не интересира и ти благодарам за тоа. Габи, пред се ти си прекрасна мајка и сопруга, па како ти го пронаѓаш своето време? Дали имаш време за себе? Така, па време за себе се наоѓа поготово, значи времето за себе го користам за време на викендите, кај што повеќе имам време отколку преку неделата, пошто како што кажав, на работа со тренинзи, со околу децава, така да преку недела повеќе слободното време. А и сега карантинот кога беше малку се пододморив, така да Да, малку повеќе. малку Сега, повеќе. кога веќе ја спомнавме таа ситуација, за жал се случува, нели, и кај нас и се надеваме дека сето ова побрзо ќе помина, ќе останеме победници од сето ова. Твое мислење, твој став во врска со ситуацијата со COVID-19? Па што знам, мислење мое веќе на телевизија и секаде истото го слушам, значи да ги почитуваме тие протоколи, мерки, да носиме маска, да држиме дистанца, да се грижиме колку толку, самите сме свесни, меѓутоа ситуацијата нажалост е таква каква што е. Да. Така еве на пример мора да се излезе, морам да одам на работа, морам да одам во продавница, мора да ги извршуваш тие обврски некои што ги имаш, така да само да не чува Господ и да заврши ова како еден лош сон. Да, така. Габи, спомнавме, нели, како мајка, ето еден најубав благослов кој што може да се случи во животот на една жена. Што е она кој што ги учиш твоите деца, кои вредности им се најважни, кои што сакаш ти да им ги кажеш и да ги водиш во текот на животот, бидејќи знаеме, нели, во каков живот живееме, нели, со стрес, нервози, пошто е она кој што ги учиш, например, за оние најмали ситници кои што може да ги радуваат во животот. Така, пошто многу мали кога беа ги учев да си помагаат многу еден на друг, секогаш да си имаат поддршката да на пример од едно чоколадо да знаат да го поделат на две, да не се скржави двајцата меѓусебно. Така да еве, израсна, Блаже веќе има 18 години, Ангела 14, веќе се во некоја возраст каде што повеќе разбираат и постојано им збориме, нели, да бидат чесни, да своите обврски се ги извршуваат навремено како што треба, затоа што и ние кога сме биле мали, нашите родители истото ни го збореле, така сега и ние. Меѓутоа знаем да кажем дека порано било едно време, сега е друго време, така да значи да не чекаат секогаш некој за нив да ги извршува обврските, секогаш сами да се трудат. Ние сме нели тука како родители, додека сме млади, како викаме, да ствараме и да имаат за нив, потоа значи да можат сами да се грижат за себе и да бидат успешни луѓе во животот
значи да се трудат многу и да не оставаат некои работи од денес до утре. Се што може да се завршат денес, денес. Така. А совет за убав и исполнет живот? Па совет. Секој да си го прави тоа што него му причинува нели задоволство, што го исполнува. Така. Денес имаме тежок и стресен живот, секој за некој нели нешто зборува, кажува, да си гледаме фамилијата, да не ни интересираат работи кој што правел, кој што кажал, нели? Така да еден е живот и не знаеме кој ќе легнеме утрото што ни носи. Така да само здрави. Така. Се согласувам. Така. Габи, јас ти благодарам за одвоеното време, некако многу побрзо ни помина. Ти посакувам многу успеси, стискам палци за големиот надпревар и ве чекам овде во мојата емисија за повторно да помобетиме и како што кажав да ни ги раскажете вашите импресии. Се слушаме секако, чувајте се и се најдобро. И благодарам и на тебе на поканата и следен пат одиме јас и ти, значи во живо. Ете така, може со задоволство. Поздрав, драги гледачи, од мене и од Габи. Чао, чао. Поздрав. И еве на назад повторно во студио. Се надевам дека сите оние корисни совети кои што ги кажа Габи ќе бидат од ваша корист и ќе ги применувате, бидејќи навистина треба фитнесот да биде дел од нашата рутина. А во продолжение, драги мои, ја имав огромната чест да зборувам со еден од нашите најпознати актери на македонските народни приказни. Станува збор за Владо Дојчиновски. Владо го снимавме кога беше на одмор во Охрид, но ајде да се потсетиме на тој дел од разговорот, бидејќи навистина ни кажа многу корисни совети во врска со неговиот приватен живот, како тој се снаоѓа во улогата на татко и нешто повеќе околу народните македонски приказни, што е неговиот спомен кој што останал, па да слушнаме во продолжение. Секогаш сум ги сакала македонските народни приказни и секогаш имав некоја желба дека некој од нивните ликови можам да запознам и еве на моје огромно задоволство Владо Дојчиновски, непознатиот лик од македонските народни приказни. Пред се сакам да се благодарам што веднаш ја прифати мојата покана и што сега си дел од лајв дружба на Mnet. Здраво и како си? Здраво, Надица. Мило ми е што сум дел од твојата емисија. Благодарам и за поканата исто така и за убавата најава. Еве јас како може да видите преубаво сум. Во позадина еве едно убаво, мирно, чисто, убаво Охридско езеро. Наоколу има многу народ околу мене. Многу рај за очи, вистина така, рај за очи и тоа сум малку сега трнат по настрана така на еден подив дел од плажите, за да може да го направиме овај разговор, бидејќи наоколу јас навистина во последно време немам видено толку многу народ по плажите, ама е многу убава атмосфера, многу весело и така. Баш убаво е. Тоа е најубаво. Како што кажавме, рај за очи, многу уживање, па затоа и така и треба малку да се ослободиме од сето оној стрес нели кој што преовладува. За самиот почеток, кажи ми, како започна твојата актерска професија? Зошто баш одлучи да се занимаваш со актерство? Тоа секогаш многу пати ми го поставуваат тоа прашање и одговорот ми е навистина многу долг, затоа што не знам дали свесно или несвесно, уште баш како дете, не знам уште од колку од мали нозе што викаме, сум сакал да бидам актер. Интересното е тоа што јас бев еден од обожавателите на македонските народни приказни кога растев како дете. Јас еден ден сонував да ги запознавам исто актерите, глумците кои што играат во приказните. Мене ми беа идоли и Ѓорги, Шенка, и Ванчо, и Гоце и останатите. Дури имав и можност како дете, бев пресреќен кога во моето училиште исто доаѓаа со представи, имав можност во живо да ги сретнам, да ги видам.
И поттикнат од тоа, дури во мојата улица со другарчиња од улицата имав направено театар, тоа и многу и други си го имаат предправено, предпоставувам, кај што си правевме децата представи од тоа што најчесто сме гледале од телевизија, од приказните, па сега ги преигруваме ние, па правиме други представи, не се. Тоа беше, па понатаму во средно училиште, јас иако учев економско училиште средно, и тоа не беше по моја желба, искрено, по желба на моите родители, затоа што сака дури некако да ме одвратат малце од таа идеја, јас да видам глумец како кај нас глумците не се почитувани и така натака, не се, ајде се запишав економско, меѓутоа јас иако учев во економското, одев на тие што се нели секции, така, како што има драмска секција, не знам, ликовна и така натака, јас скиснав, буквално скиснав на драмската секција во гимназијата. И можам да кажам дека бев дури и во представите што се работеа во гимназија, иако бев гостин од економското, секогаш ги играв главните ликови. И многу. И бев иницијатор за тоа што се прави и како да се прават представите. И после понатаму добро, се запишав како и да е на драмскиот факултет, и уште првата година кога се запишав, тоа беше 2005 година некаде. 2006 година веќе добив на идеја да ја најдам Шенка, да и предложам да се снимаат повторно приказните, затоа што имаше направено, се направи еден поголем застој од 2000 година до 2006 едно добри 5-6 години не се снимаа приказните, и да ги обновиме. На почетокот не бев сватен сериозно, меѓутоа бев многу упорен, како и за други работи што сум во главно знам да сум досаден од што сум упорен кога сакам нешто да направам. И бев упорен, неколку пати отидов до Кајшенка и предложив да направиме пилот емисија. Направивме пилот емисија со една локална телевизија тука во Охрид и снимивме. После тоа и се допадна пилотот емисија, организиравме, снимивме 12 епизоди. И така и почнаа воопшто да се снимаат приказните после долго време и доскоро и се снимаа. И се снимаја многу приказни од тогаш. И ги направивме тие 12 епизоди и никогаш нема да го заборавам моментот кога Шенка тоа ми го рече: ти кога ќе завршиш факултет, ќе работиш заедно со мене. И јас само што го завршив факултетот, јас играв во првата детска представа во театарот Колозов, кој што го водеше приватен театар Колозов, патувачки, кој што го води на времето кој што го започнал Ѓорги Колозов, сега го водеше Шенка. И јас станав дел од таа екипа веднаш по моето завршување. И изиграв со нив многу представи. И горе-долу накратко тоа е мојата историја како сум почнал да работам како глумец, да се занимавам со се ова. Упорноста секојаш на крајот знае да се исплати. Тоа е најважно. Точно. Најважно е упорноста и важна е секојаш целта, каква цел сакаш да постигнеш. Односно секојаш стремењето кон тоа што сакаш да се исполниш целта и дефинитивно доаѓа успех на тоа. Владо, вие кажавте нели дека чувството е незаменливо нели да бидеш до твоите главни ликови кои што знаеш нели дека си гледал на телевизиските екрани рамо до рамо со нив. Какви искуства ти пренесоа тебе? Извинете, не ве слушнав уште еднаш. Рековте самиот нели дека сте биле рамо до рамо со оние ликови кои што се сакале да ги запознаате кога сте гледале нели на телевизиските екрани. Какви искуства добивте од нив? Од постарата генерација на актери? Апсолутно, многу големи искуства. Не се тоа искуства дури. Јас би можел да го наречам тоа школа. Цела школа. Значи, затоа што и голем дел од публиката денеска што ме гледа и знае да ми рече: ти си како таа генерација на Колозов, на Ванчо, на Шенка, зошто нема повеќе такви глумци? Не, глумци има кај нас, има и многу добри глумци, имаме навистина многу добри, убави глумци имаме. Сега начинот на игра е можеби поразличен. Јас ја патев, иако имав завршено еден факултет,
Јас со моите колеги како да сум завршил уште еден факултет. И тоа не се работи кои што можеби ќе ти ги остават или ќе ти кажат вака се прави или така се, иако сум имал доста можност да ме исправат во некои грешки. Меѓутоа, со самото тоа што ги гледаш како работат, си во процесот заедно со нив кога се создава една представа, кога се снима, гледаш како ги создаваат ликовите и едноставно крадиш од тоа. Да, но секако тоа е крадење на занае. Да. И ја имав таа можност и навистина сум горд, ми е за кеф што ја имав, доволно ми е таа можност да работам и да украдам многу од актерскиот занает од нив. Да, а ти кога го работиш тоа со толку многу љубов, а и додека зборуваш со толку многу љубов кон својата работа, па и затоа сето тоа и се гледа на виделина. А некои кои се предавани на својата работа, а најважно е и да го работиме она кој што го стакаме и како што кажавме, нели на крајот се ќе се исплати. А Влада, во некој од твоите изјави имаш кажано дека некогаш знаеш да ги подготвиш костумите ти самиот. Па колку време ти одзема сето тоа? Искрено ми одзема до многу време и тоа е еден голем влог исто така во целата работа, во таа што ја работам јас, односно пак ќе се надоврзам на тој приватен театар Колозов кај што започнав и ја имав честа дури еве сега Ишенка кога поретко игра во тие представи игра од време на време, сепак меѓутоа не со тој интензитет како порано, затоа што ние знаеме дневно да изиграме и по 5 представи и со патување на секаде низ Македонија. Да, малку е напор. Да, и сепак ја имав честа да буквално да ми го отстапи местото на театар Колозов да го водам јас. Сега за тоа исто е потребно односно сите костими кои што ги имаме веќе и старите костими, а тоа се навистина многу. Јас дома имам буквално еден магазин цел, кој што ми е на сталажи, на рафтови, на закачалки, само костими, не знам колку костими. И создавањето на нови костими, сепак ќе кажам, создавањето на нов костим е еден многу интересен креативен процес. Односно, зависно од ликот, каков е, па се внесуваш со љубов, баш како што кажа во работата. Некои ситници на самиот костим знаат многу да отворат и да кажат за ликот кој што го играш и навистина е потребно да е добар. Потежок е делот да го сочуваш тој костим. Сега, например, јас искрено живеам на 4-ти спрат во зграда во Скопје, а магазинот ми е долу на приземје. А тие костими иш да не, барем 2 пати во годината сакаат да ги извадиш, да ги пролуфтираш, да ги испериш, да ги исчистиш. Сега само макнењето, да речеме, од подрум, од магазин до 4-ти спрат, па надолу, па да внимаваш да не ги изедат молци едно друго. Потешкиот дел околу костимите е тоа отколку, а другото, создавањето костимот вистина е интересна работа, затоа што си во процес на создавање на нешто што ќе е убаво, што сакаш да го видат, да е интересно, да е забележано, да остави впечаток кај некого, да поттикне кај некого нешто. Да, и да се поклопи во самата таа улога, која што ќе се игра. Да. Зад себе имаш многу проекти, но дали можеш да ни одвоиш некој твој најзначаен проект? Дефинитивно без размислување. Дефинитивно од проектите најзначаен за мене, кој што за жал веќе колку се направија 3,5 години веќе престана, не го работиме, ни го укина, не знам како да кажам, беа приказните. Да. Дефинитивно со нив започнав, пак ќе кажам, започнав како обожавател нивни, обожавател на таа актерска екипа, ги возобновивме приказните, ги засака народот, се трудевме да се толку блиски, како да се едноставно по формулата на тие први приказни кои што некојаш почна да се работат со Колозови, да задржиме таа формула, да не отстапиме многу од тоа, да се блиски до народот, мислам и успеавме во тоа. Жал ми е навистина што веќе не се снимаат, а иначе дефинитивно ми остави нешто од
со кое што најмногу се гордеам се тоа во мојата кариера. Сега не можам да ги изоставам тука исто и други проекти што сум работел, па во Тврдокорни серијата, па некои филмчиња снимавме исто, па представите да не ги заборавам во театар. Имам представи кои што ми не достигаат сега во оваа ситуација што не ги играме а сум кажал да речеме се случува представа што сме ја работеле пред 6-7 години и веќе не се игра. Тоа е многу интересно кај нас актерите. Значи, еден ден ми треба проба да направам, само да застанам на сцена и да уживам како никогаш дотогаш, како прв пат да играм таа представа, а ќе се сеќавам на целиот текст, на целата ситуација, на целото дејство представата, само за еден час проба, а ќе ми се чини како да прв пат да ми се случува нештото. Тоа е најубаво чувство. Има неколку исто представи кои што никогаш нема да може да ги заборам. Последно игравме една во Кумановскиот театар, работев една представа, се играше, се викаше комедија Мани, односно првиот работен текст беше Фани Мани, по текст на Реј Куни. Тоа беше една прекрасна комедија. Секое играње на представата ми било како нова представа да играм, доживување. Секое беше со различна смеја, со различен аплауз. Понатаму исто во Штип гостувавме со таа представа, беше и таму играв главен лик, многу комедија на ситуации, така беше. Бега јавеа женати се вика. Исто по текст на Реј Куни. И таму ги правам сите сплетки во целата ситуација, па додека се расплети тоа, додека се расплетат тие заврзлами кои се влага од ситуација во ситуација со една лага, па едната лага за да се покрие се користи друга лага. И на крај наеднаш сето тоа се отплеткува, меѓутоа тоа и тие се некои работи што се навистина значајни за мене. Да се надеваме ли дека може, например, да се започне со снимањето на уште некој серијал на македонските народни приказни? Дали има надеж дека може нешто да се започне, некој нов проект? За жал, засега, ако разбрав добро дали имаме најава за нов проект, ако беше тоа прашањето, мислам дека засега нема ништо. Моментално сме баш слободни уметници, пуштени на слобода, вака во природа, кој што ќе можеме од дома да направи, правиме. Преку театарот кај што сум вработен, мислам кај што сум дел од ансамблот, јас сум на Кумановскиот театар исто, правиме некои проектчиња како читање на книги за најмалите, кои ги правиме преку игри, вака снимени од дома по телефон. Колку толку па нека да креативноста да извадиме на некој начин и да стане достапна до публиката, иако не е тоа. Далеко е тоа навистина од тоа што треба да биде. Така. Владо, ти имаш играни во многу детски представи. Па што мислиш според тебе? Дали на денешните дечиња им недостасуваат тие детски представи кои што може да ги гледаат на телевизиските екрани? Искрено ни прекинува комуникацијата. Да. Ќе се обидам да одговорам на прашањето, бидејќи беше за детските представи. Околу детските представи се едни од моите омилени представи. Започнав првата представа со која што започнав да ја работам, тоа беше таа представа со прв пат во театарот Колозов, кога започнав се викаше Убавицата и Ѕверот. Таму го играв ем принцот, ем ѕверот. Понатаму се редеа многу детски представи. Изигравме некои од насловите на кои што можам да се сетам, ќе ги набројам, Али Баба и 40 разбойници, Сказна за рибарот и златната рибка, според народна приказна една игравме Итриот и завидливиот, Пинокио, па Малата сирена, скоро беше, па не се сега и не можат во моментот да ми текнат сите, иако доста представи изигравме детски, многу вистина детски представи и особено ми се мили.
Особено ми се мили тие представи затоа што кога и да играм, колку и да сум непосреден со публиката, со децата, значи, колку и да не ги прашуваш, тие се толку искрени на тоа што го гледаат, и секогаш имаш, како би рекле, одговор, фидбек на тоа што го правиш. Секогаш имаш реакција, вистинска, искрена реакција, дали е вистинска насмевка, дали е вистинско викање да, не, бега, искри се. Дури на многу пати сум помислил која магија е за децата исто театарот. Затоа што ние знаат дека доаѓаат да гледаат една представа. Знаат дека ние се облекуваме во костими, дека ја играме таа представа за нив. Сега, кога има ситуација на сцената, да речеме вештарката ме бркала и вика бегај, не, скри се, таму е. Тие толку веруваат по нештото што се случува во моментот, како забораваат дека е тоа помеѓу нас договорено. Забораваат дека ние знаеме што ќе се случи понатаму. Така. Едноставно се искрени и веруваат. Па да не правам муабет за тоа кога сме играле многу по училишта, во градинки, кај што навистина децата, публиката ти е многу близу до тебе. По моментот кога сакаш сите да дојдат да те гушнат, кога ќе се стрчат едно 10, 20, па сите цел куп деца околу тебе се гушкаат сите заедно, па кој да те гушни побрзо? Мислам, тоа е неверојатно доживување, што не може ништо да го плати тоа. Така. Да се надоврзам на прашањето, ми беше, но ете, малку се прекина врската. Ми беше, нели, детските представи. Колку на денешните деца им недостасуваат тие детски представи, дали има доволно представи кои што може да ги гледаат на телевизиските екрани? Затоа што знаеме, нели, дека технологијата веќе си го направи своето, па дали и недостасува? Апсолутно дека недостасува. Ете и во театар, кај што играме представи, и во театар недостасува да има многу повеќе детски представи, затоа што децата уживаат кога ја гледаат представата, особено кога се случува пред нив во живо. Училиштата дури треба, јас тоа сум кажал, да го направат, тие имаат по програма дека еднашка во годината треба да ги однесат на театар. Не, кога гледате дека децата тоа го сакаат, уживаат на представата не еднашка во годината, еднашка во месецот, баре најмалце треба да посетуваат театар. Што се однесува? А иначе за телевизијата, за жал јас исто ви кажам пораснав во едно време кај што имаше навистина многу детски серии. Јас само можам да се сетам на некои кои што нема да што сум ги повторувал и што сум ги сакал, што сум ги чекал како дете да почнат од приказните, па во светот на бајките. Да. Прекрасна серија, неповторлива серија, значи. Чекавме со нетрпение. Со толку магија во сето тоа, магија во глумците што го прават нештото. Понатаму, ајде да се дружиме имаше серија, па не знам, весела математика, па бушава азбука, па навистина имаше премногу за децата серии кои што Белото циганче и така натака, што сакавме да ги гледаме, што ги чекавме да ги гледаме серии. За жал сега, освен приказните, иако не сум дел од таа серија, навистина добра испадна таа 5+, нели што беше серијата, немаме ништо. Децата навистина нема што да гледаат. Нема. И ајде, приказните како приказни од секојаш постоја, те ги гледа без прекино стана. 5+ е многу интересна, поучна серија за децата, има навистина со доста пораки што да пренеси, меѓутоа немаме нешто волшебно за децата. Децата мислам дека денеска го заборавија тој волшебен свет во кој што треба да веруваат. Наивноста на детето ја заборавија. Како што беа бајките, например, дека постојат да веруваат во нешто, ете и што не постои, ама да им е убаво, да го сакаат, да веруваат да фантазираат, точно така, да веруваат дека животните зборуваат, Ние верувавме дека некојаш вистина животните како комуницираат. Тоа мислам дека фали моментално кај нас. И не само тоа, дека едноставно ќе се поттикне и љубовта кон животните, односот кон нив, дека и тие се души, дека треба да се почитуваат, љубовта кон природата и навистина кон се, која е така нешто волшебно и магично може да се поттикне кај дете.
Да. Но како што кажи ти, но како што кажи ти самиот, ние сме растеле со тие приказни, па ние можеме да ги доловиме на нашите деца. Да ги раскажуваме за нив. Зошто да не? Да остане сепак таа магија. Да не се заборави, да се раскажува. Баш убаво, баш така кажи. Влада, ајде малку да се навратиме на сетовите. Сигурно е имало некоја интересна случка пред снимањето. Дали можеш да одвоиш една да ни раскажеш? Многу тешко прашање. Знаеш, кога има многу малце и кога се многу ретки тие ситуации, и лесно ти е да ја запамтиш како ситуација затоа што се случило еднашка, два пати, три пати и ти останува во сеќавање. Меѓутоа, нешто што се случуваше буквално на секојдневно и тоа по неколку пати во денот, тоа навистина е тешко да издвоиш една ситуација таква. Па не знам, ние се случувало само од текстовите кои што си ги правевме меѓу нас. Сценариото е едно, од тоа сценарио од 3 реплики ние ќе го направиме на 20 реплики, затоа што ќе се договориме. А тие што се одоколу никој не знае што ќе кажеме ние. Ние само што ќе почнеме да снимаме и тука има едно општо смеење. И почнуваме и ние да се смееме, а еднаш кога почнеш да се смееш на снимање за една ситуација, после уште 20 пати ќе вратиш на истото место, уште 20 пати му ќе се изнасмееш и нема да се сними тоа до крај по не знам колку време. А навистина не можам да се сетам сега на конкретна ситуација, премногу ги имало, премногу, навистина премногу. Ете. Добро, на нас не е многу убаво, си пуштаме телевизор, си гледаме македонска народна приказна и си уживаме, но кажи ми колку време е потребно да се снима и да биде готова веќе таа приказна? Нели како што кажа ти еве има нели некои ситуации смење, па не можам да кажам нели неподготвеност, но ете нели секоја улога знае да си го направи своето. Па колку време е потребно за да биде готова една македонска народна приказна? Видете сега, зависно од тоа колку време ќе ни биде дадено и дозволено за снимање. Од телевизија колку време ќе ја пуштат екипата. Некогаш се знаело за еден ден, некогаш и 3 дена. Сега, таа приказна што сме ја снимале 3 дена, не дека ние не сме можеле да ја снимеме во еден ден. Ама имаме 3 дена на терен кои што сакаме навистина да ги потрошиме заедно, бидејќи бевме навистина една прекрасна екипа од актери, од сите што се зад камера, од сценографи, костимографи, од камера, од режија, од сценарио. Навистина, значи една прекрасна екипа која што уживавме да бидеме заедно на снимање. И многу пати така, ако требало 3 дена, имате 3 дена за снимање, 3 дена ќе ја снимаме приказната. Ако имаме еден ден, за еден ден ја снимаме, значи доволно ни било за еден ден да ја снимиме приказната. Со тоа што добро, за еден ден кога сме ја снимале, тоа било напорно вистина снимање, од сабајле, од 6 сатот 7, тоа се знаело да се заврши до 12 и до 1 по полноќ. Од прилика тоа е времето. Ама сепак ќе кажам со сите зезанци, со сите дружења, случки внатре сето тоа заедно. Сега понатаму има потреба вистина да помине, нели тоа знаете и вие во продукција, во постпродукција, во монтажи, едно друго да се среди тоа. И за тоа е веќе друг дел да не разговарам. Тоа е и подолгиот дел можеби на работата отколку самото снимање. Да. Тоа е најдолго. Па и најнапорно можам да кажам. Што ги гледам јас колеги. Владо, кажи ми, кои мудрости ти ги извлече од македонските приказки? Леле, има многу, нели? Подсети едно време на некои ситуации. Сега уште почетокот кога почнавме да ги снимаме приказните и јас нема да кријам, едно време доста и пушев цигари, значи така. Си пушев цигари, за сега веќе некое подолго време сум ги баталил и многу ми е убаво што не пушам во животот мој веќе. Се надам нема да запалам никогаш понатаму. И пример од тоа, колку пати мајка ми ќе ми кажеше на почетокот, леле, па ти пушиш цигари, шо е тоа, пушиш, ете, приказните ги правите, гледате дека тоа не е убаво, таму кажуваш, а ти вака и вака. Гледаш. Она ме поучуваше, она што се покажувал јас. И така, она баш со свој камен погледа, што викаат.
И не се. Ама добро, приказните секогаш ја носате, инаку една е главната поента во приказните, односно основната филозофија ја држат. А тоа е борбата помеѓу доброто и злото, и дека доброто секогаш победува над злото. И навистина, дали сум растел во такво семејство само или дали сум се едноставно и од приказните и од друштвото што ме обкружува се, едноставно сакам да бидам добар човек, сакам колку што можам да помогнам од страна, сакам да се сакаат сите, сакам да биде убаво, сакам да бидат сите среќни. И мене ми е убаво кога се среќни и другите околу мене, едноставно. Сакам да им го направам на луѓето, па и на моите дома, ете, пубаво ми е мене кога знам дека сум им го направил едноставно убав денот. И јас убаво се чувствувам. И еве го самиот крај на денешното пуплане, драги мои. Ви закажувам повторна средба и утре во 14:30 часот фреквенција Еманет, но исто така имаме и за утре богата програма. Ќе дознаете нешто повеќе за 10-та недела на италијанскиот јазик во светот, а исто така и проблемите кои што може да ги предизвика тероидната жлезда. Ќе дознаете со кого разговарав, но тоа го ставаме за утре. Ви посакувам убав остаток од денот, а исто така сакам и да се заблагодарам за мојот денешен стайлинг на бутик Азаро. Пријатно од мене.